пренесува во архивот на Македонија. Значи, сега ако господин Цинадиновски немал досие, значи досието се уште тековно, оперативно, значи уште е под контрола. Ако го нема тоа досие, значи како што кажав, таму има уште е активно. Па уште е активно. Оти тие што беа од историскиот архив на службата ги пренесува во архивот на Македонија. Ако го нема, значи тогаш се поставува основи на сомнеж дека човекот уште е можеби под контрола и досието е активно, што не треба да не чуди. Така. Оти овие стара практика е во Македонија уште од 90-та година службите да биле злоупотребувани за политички цели и за водење на тие досија. Ако службите биле злоупотребувани, што се случи 2001? Па видите, 2001 е една интересна работа во таа војна и за жал тука може се каже дека и после 10 години од таа војна не се направи една анализа со цел да се дефинираат некои проценки и солуции за воиднина, со цел тие работи да не се повторуваат. И јас денеска, бидејќи како што кажав од 1994 година до 2002 бев припадник и за време на војната бев припадник на Министерството за внатрешни работи и денеска кај мене има еден револт, така да кажам, кога гледаме дека овие трансформираните терористи кои денеска се владени функционери на ДУИ така бомбастично, триумфално извикуваат дека они ја добија војната. И сега кога ќе се постави тоа прашање, тука одман нашите генерации млади војдина кога ќе ги читаат тие книги, мемуари од војната, ќе бидат запрепастени, ќе се го постават прашањето како е можно сега во тоа време 30.000 војска и полиција која што постоеше во Македонија да биде поразена од таа група на терористи. И за жал Македонија таа војна условно кажано ја изгуби не од неспособноста на своите безбедносни сили, но за жал ја изгуби на политички, на воен план, дипломатски од тие предавства внатрешни што се случија во Македонија, од тие стратешки грешки што се направија во Македонија. Иначе тие терористи кои што се одметнаа во планините на почеток беа околу 700 до 800 луѓе. И државната безбедност на Македонија знаеше се за нив, колку се, каде се, вооруженост, формација, зошто се таму, и тие може да бидат збришени во прв момент само со една поенергична акција. И не е точно таа теза што се форсира во Македонија дека ние изгубивме војната како резултат на тоа што американците премногу ги сакале албанците, па не ги сакале македонците. Јас тука само можам да кажам два моменти. Некаде војната започна јануари-февруари со тие настани во Танинушевци 2001 година и во тој момент тогашниот председател Борис Трајковски од страна на Џорџ Буш, тогашниот американски председател, јасно му беше кажано: господине председателе, Танинушевци е ваш проблем и има да се го решите и умеете како знаете. Еве сега се најавува некоја прослава по повод 10 годишнината од рамковиот договор од војната и јас се надевам дека тој стенограм најпосле ќе биде кажан пред јавноста. Значи една децидна поддршка од најмокната сила во тоа време, од Америка, дека ние треба да се справиме со терористите како знаеме и умееме. И за жал Трајковски уште не слета на Скопскиот аеродром, негошните советници тогаш го советуваа дека треба да се консултираат нашите европски пријатели. Тогашниот британски беше Тони Блер, германскиот беше Шредер премиер. И како одат тие консултации, терористите од Куманово го решираа фронтот, отидоа до Гостивар и во тие 4 месеци фактички не се преземе некоја енергична акција, иако се знаеш, значи тие може да бидат збришени во прв момент. И во тоа време се направија стратешки грешки, како што кажем, отсуствуваше тоа единство меѓу двете македонски партии да се справиме со тие терористи. Понатаму во тоа време министер беше доста Димовска, која што целата оперативна мрежа им ја даде на своите коалициони партнери Џефери Тачи, кој што ја проследија до Ахмети од таа албанска соработничка мрежа што беше на службата. Се направени стратешки грешки, замислете во тоа време за советник за национална безбедност на Трајковски му го поставија Никола Димитров. Тоа е едно дете тогаш на 25-6 години што го излезено од правниот факултет, го поставија ни помалку ни повеќе за советник за национална безбедност. Јас не спорам дека може детето било теоретски добро подковано, начитано, но вие да читате книги да го советувате председател како да ја добија војната, тоа е нонсенс. Така, се знае советници. Па еве ги гледаме се подобно во НАТО, тоа е се побелени генералски глави кои што поминале и сито и решето со своето политичко делување. Ги гледаме, доаѓаат сите тие советници тука за тие војни советници што ги гледаме. И во тоа време исто може се каже дека за наш дипломатски представник во ООН беше назначен Срџан Керим, еден човек кој што наместо да анимира нашата, да биде еден лобист за нашата диаспора таму да помогнат, бидејќи гледавме тоа албанско лоби од странство, тоа лобирање во албанска диаспора колку помогна повртно на тие терористи во собирање на парични средства за купување оружје.
Срđan Керим наместо тоа да го прави, он уживаше во некој луксус таму во Америка, користеше стан од $15,000 во најпрестижната њујоршка авенија, значи уживаше во тие привилегии што му се, а најмалку му беше гајле за да го анимира македонското лоби, и во прв момент за време на војната избега од таа позиција на повикот на ВАЦ во тоа време, и тој пактот за стабилност на Југоисточна Европа отиде таму кај Бодо Хомбак, кој што го раководеше тој пакт, и ја напушти дипломатската функција. Тоа е толку несвојствено за еден дипломат, бидејќи да бидете амбасадор, да ја представувате својата земја, тоа е една чест што ви ја дава лично председателот на државата, да ја представувате државата, но он во тоа време избега, ја напушти, дури не го запази и тој дипломатски протокол, бидејќи има некој непишано правило, амбасадор кога сака да се отиде треба 3 месеци најмалку да ја извеси сопствената влада дека ја напушта функцијата, но он без да го направи тоа си отиде. И како што кажав, немаше координација во тоа време. Министерството за внатрешни го контролираше ВМРО-ДПМН, Министерството за одбрана беше под СДС, во таа влада за национален спас немаше координација. И еден ден генерациите кои ќе читаат тие мемуари од војните ќе бидат згрозени, како на пример кога беше обсадата за Рачиново. Јуни месец 2006 година, таму кога се тргна во прв момент загинаа тројца полицајци, и сега што е најжално загинаа од армиска граната на нашата армија. Тоа замислите, македонски полицајци и војници се испотепаа меѓу себе, не се ги знаат координатите. А не се ги знаат координатите бидејќи нашата армија која што беше под контрола на СДС и полицијата која што беше под контрола на ВМРО-ДПМН делуваа како две спротивставени војски на терен. Тоа беше една, и до ден денеска ја кријат вистината за тие тројца припадници што загинаа во тој прв момент на обсадата на Арчиново, бидејќи во спротивно државата ќе мора да плаќа големи обештетувања на понатаму сите тие случаи на Карпалак што се случува Вејце. Тоа беше една најперфидни местенки што се случува на македонски безбедносни сили. Еве Карпалак да го спомнам, тоа е незамисливо. 40 дена пред да се случи тој настан. Тие беа убиени некаде 10 август 2001 година. Значи некаде околу 1 јули, 40 дена пред да се случи настанот, државната безбедност доби информации дека на тоа брдо има терористичка група кој што прави провокации и кој што многу се повлекуваат во едно село таму албанско кај своји јатаци. Дури при еднодневно повлекување таму тим од припадници на МВР направи и конкретно снимање на тоа место, имаше вкопан мино фрлакце. И сега вие замислете 40 дена да го знаете тоа, кога можете само со еден хеликоптерски налет да ги избришете тие терористички групи и да дозволите да ви загинат луѓето. Конвојот што одеше од Прилеп во касарната во Тетово. Понатаму Тетово, Вејце што беа масакрирани, кога понатаму службата доби до податок дека фати некои сигнали дека од касарната од Тетово е пратена информација дека тој конвој со македонски војници ќе помине по тој. И не треба повеќе тука да се кажува, ако се знае дека од тие 70-тина што загинаа македонски бранители, сите загинаа во засади. Горе доле ни еден не загина во отворена борба со терористите, него сите беа местени. Местени сите загинаа, кој од нагазна мина, кој од во тие конвои што беа местени. Тоа се еден страшни предоства, за жал никој не сака уште да ги отвори тие теми, да проговори за таа војна, се под таа маска, да не ги отвараме раните, да не ги отвараме настаните од минато, но јас сум тука не ги поддржувам тие размислувања, бидејќи како можеме ние да одиме напред ако не расчистиме со минатото како било, како се одвивале работите, али за жал сите наши политички влади до сега водени од тие своји политички интереси да не ги растурат односите во коалицијата, бидејќи сите не знаеме веќе правило е во Македонија во секоја влада да има албанска партија и да не ги растурат тие односи меѓу себе, ги прикриваат тие вистини, али за жал еве има живи настани кои што дали во мемуари, дали во книги ќе ги пишуваат тие настани со цел мора да се расветли тој момент, бидејќи безбедносните сили можеа во прв момент да ги избришат тие терористички групации. Ево примерот со Буш го спомнав, дури и примерот со Џорџ Робертсон кој што до април, некаде месец од јануари до април Сајмот кажуваше дека тоа се терористи, дека македонските безбедносни сили треба да се рашат со нив. Дури овој Џорџ Робертсон имаше и посебни симпатии према македонската полиција, бидејќи имал брат негов кој што учествувал во британските сили во борбите против ирската ослободителна армија во Ира, што е во ова, имаше посебни симпатии према, посебно беше чувствителен кога загинуваа македонски полицајци. И во тие 4-5 месеци ние не го направивме. Тоа е се после се сврти меѓународната заедница некаде од јуни месец, после јули веќе работа отидува во друга насока и горе доле дојде рамковниот договор и познати се работи. Да го завршиме, зошто така делуваше политички